Велосипедите не се само велосипеди, туку според една порака која што ја кажал Алберт Ајнштајн уште многу одамна, велосипедот е всушност она кое што не одржува во баланс на точак, па и низ животот ни овозможува да го следиме тој истиот баланс, со цел да можеме да продолжиме да се движиме натаму по патеката на животот, како што се движиме по велосипедската патека. За оваа цел и на оваа тема повеќе ќе ни каже Виктор Илиев, кој што и е член, односно основач на Сдруженијето Граѓанска иницијатива Битола на точак. Здраво, Виктор. Здраво, Јана. Мило ми е што прифати нашата покана да си дели ти од овој подкаст Младите си иднината и да ни зборуваш за младите надежни велосипедисти и сето како се вклопува сето тоа во нашето општество, односно во градот Битола. Би сакала да те прашам, според тебе, според она што досега ти на твојата возраст го имаш искусено со младата популација и со велосипедистите, што е потребно на Битола во моментот најмногу со цел да ја шириме таа култура и како се однесуваат луѓето кон велосипедите и колку го практикуваат тој начин на спортување, да кажем? Па, генерално, значи, општиот пристап е што ќе свират, нели, свирачите, тоа ќе играт, такво и орото ќе биде. Значи, ако какви приоритети општината ќе воспостави во градот, во поглед на урбаната мобилност, така ќе се однесуваат граѓаните. Што значи, ако општината сака да ги поттикне граѓаните на активно движење, значи на форми на активно движење, тоа е еден од поголемите трендови последните 10 години низ Европа и низ светот. Во тие форми на активно движење пред се значи движење сопствен погон, значи со точаци или пешки. Значи тогаш општината треба да преземе низа мерки за поттикнување на пешачењето и на движењето со точак низ град. А во исто време да преземи доста мерки за дестимулирање на возењето на возила на кратки растојанија. Битола како град е кратко растојание. Значи, докажани се низ бројни истражувања низ Европа дека за под 5 километри во град, значи растојание идеално средство е точакот. Битола е под 5 километри како град пречник, така да совршено влегува од тој аспект. Исто е, речи си е Рамен, скоро целиот град се случок на 2-3 населби, така да од тој аспект општината може да го претвори на многу едноставен начин со не толку големи инвестиции Битола во велоград. Мене искрено ми фалат малку зеленила, ми фалат велосипедски патеки во градот, пошто гледам дека луѓето во последно многу често ги користат автомобилите и кога одат до продавница или кога одат на работното место, кое што е едноставно на 15 минути оддалечено од местото нивно на живење. Кои иницијативи треба да ги превземи општината Битола и општо нашата држава со цел да се намали користењето на автомобилите, а со тоа ние ја подобруваме и животната средина во која што живееме, нели, помалку испуштање на гасови и сите тие средства кои што ни ја загадуваат околината и самото дишење, нели, тоа е здраво и за нас. Да, сите сме свесни за ризиците околу нас во животна средина од премногу загаден воздух и така натаму, али некако тешко се откажуваме од навиките, нели? Меѓутоа има системска одговорност, не е само индивидуална. Многу често се повикуваме, па оти не возите точак, оти не одите пешки, ајде намалете на возење кола и така натаму, или не загадувајте вака, или не загадувајте онака, не се грејте со разни средства. И повикот е кон индивидуалците. Меѓутоа, постои системска одговорност која што треба се преземе од одговорните институции. Кај нас таа изостанува. Сега, кога збораме за поттикнување на граѓаните за активни мерки, реков предходно, значи треба двонасочна соди. Од една страна да ги поттикнеме тие да отстапат од седечкиот начин на живот, кој што му е поудобен, зона на комфорт, секој сака така, и дестимулативни мерки од друга страна, кај овие мерки кои што се како возење кола. Сега, бидејќи колите имат прекјутна привилегија, никој не е регулирал, не инвестирал време, знаење, мерки во урбаната мобилност во градот, и тие си го зазеле просторот, си го освоиле практично просторот без никакви последици.
Значи, работите кои што ги поттикнуваат колите се повеќе, во случајот, например, достапно секаде, низ центар може, како на кај нас во Битола, значи, како никаде каде да се влегува со кола до центар, викаме со кола до пред врата, буквално и поскали да може да се качат, ке одат со кола, за кратки растојанија и се тоа. На западот, значи, си ги штити урбаните градски јадра, населените места каде што се повеќе се инвестира во зеленило, детски паркови и така натаму, и во тие места има строго забранет пристап за возила. Значи, до сите установи луѓето имат минимум 10 минути пешачење од паркингот до установата. Малце да поодат, иначе која е логиката? Станат од спиење, од лежење, треба да седат, после на работа да седат в кола, седат до на работа, да се вратат повторно в кола и ќе одат да речеме на кино или театар, повторно паркирани пред киното или театарот, без минута да пропешачат. Така да тоа некој треба да го испланира, бидејќи кај луѓето може не достига свест. Ама ако се испланира на правилен начин, значи да ги поттикни луѓето, со тоа што паркинзите ќе бидат одделени на 5 до 10 минути и така натаму, доста места, например, затворени места за паркирање, гледаме што се случува во бројни европски држави. Последните 2-3 години Париз прави револуција во две насоки кои што ги спомнавте. Едната е во дел за урбан велосипедски транспорт, другата е во поглед на зеленило. Значи, илјадници места се затворат за паркинг места, за моторни возила. На тие места се прекопуваат улици, се корни асфалтот, се сади зеленило, цвеќиња и така натаму. Тоа е одлична идеја. Тоа е, да речеме, еден од аспектите. Иначе, во поглед на поттикнување на велосипедскиот сообраќај, значи прво и основно, оние тврди мерки се инфраструктура. Односно, две полиња можем да ги издвојаме. Едната е безбедност, другата е удобност, како и за себе друго во животот. Ако сакаме некој да го поттикнеме на некое действие, треба прво да го осигураме дека е безбеден. А после, за уште повеќе да го поттикнеме, треба да му понудиме удобност или комфор. Моментално сега, луѓето најбезбедно се осеќаат и најкомфорно во своите возила. Ако сакаме да биде со точаци, значи за да бидат безбедни граѓаните на Битола, треба да се понуди концепт за велоинфраструктура во градов, велосипедски патеки, велосипедски ленти, затворени пешачки зони и така како се одвива тоа урбанско планирање, колку вашето здружение се вклучува во сите тие настани и што се досега имате направено, каде си имате обратено, колку ви било помогнато сето тоа да го реализирате? Значи, ние како граѓанска иницијатива ги поттикнуваме, ги повикуваме општинските власти да преземат мерки. Ке даваме сугести, ке даваме предлози, ке даваме идеи. Тоа е нашиот делокруг на работа, да речеме, ке правиме протести преку критични маси, ке возиме и така натаму, значи ке анимираме локалната самоуправа. Меѓутоа, самата локална самоуправа е таа на кратко што треба да ги имплементира тие на терен. Така да тоа е нашиот дел. Значи, му се допуштило со кола до пред врата и затоа возат кола. Доколку му се допушти да возат точаци, значи на безбеден начин и на удобен, ќе возат повеќе точаци. Може би, Виктор, ни недостасуваат закони кои што стварно би биле некои постапки на луѓето казливи, со високи вредности, со цел да се воведе некоја култура и тие да ги почитуваат. Например, ако се донесат кај нас велосипеди или тротинети, како што беше примерот со Скопје, може би културата на луѓето не е стигната до некоја големо и завидно ниво, па тие ќе ги уништат истите. Мора и на тоа да се размислува, нели не се секогаш само институциите во прашање. Да, меѓутоа, мислам, во поглед на културата, да, меѓутоа, сепак јас би нагласил, поаѓајќи од пирамидата на Маслов од себе си, значи да видиме кои се нашите потреби, нашата главна потреба е да бидеме безбедни во сообраќајот. И ние ќе пешачиме, се додека се осеќаме безбедни. А ако сакаме да го поттикнеме народот уште повеќе пешачи, треба да ставиме урбана опрема, клупи, дрвореди, сенки, корпи, паркови убаво уредени со цвеќиња. Во западот доста се користат реките, значи, затоа што тие се најубавите делови од градовите. Покрај реките строго забрането, значи за возила, пешачки зони, тротоари, велосипедски патеки таму, спуштање во коритото на реката, значи за прошетки, полно кафичи и така натаму, околу реката се базират. Значи цвеќиња, дрвореди и така натаму. Така да се треба да му биде удобно.
Додека пак, например, меѓу градот и руралните средини, исто ако има велосипедски патеки, тие од низ живописни терени, зелено, значи, така да тие се работи кои што на некој начин така точакот ке те одмори од секојдневните обврски од работа по работа. А ако треба од работа да оди со точак и да се пикниш во густиот сообраќајен метеж, да не знаеш од кај да се допазиш, нели, дали ке те акни некој со кола и дали безбедно ке стигнеш до дома. Така да тие се два клучни аспекти, безбедноста и удобноста при планирањето на нештото. Сега, бидејќи тие отсуствуваат во планирањето на урбаната мобилност во градот, урбаната мобилност стихино се одвива во градот и е препуштена на правилото на посилниот, а тоа е возилата, значи кој еден тон возило наспрема тежината на велосипедот или на пешаците. Точно. Сепак системот игра клучна улога во промената на сето тоа, нели треба најпрвен да се промени околината, почнувајќи од некои институции кои што се задолжени за тоа, со цел да се луѓето да почнат повеќе да возат точаци и да ги заборават малку автомобилите. Бидејќи нели точакот секогаш ни дава чувство како да летам. Јас кога се возам си мислам дека летам со авион. Али надвор од градскиот метеж, веројатно, така, иначе многу потешко е така да се чувствувате. Тоа е така, го осеќам, значи јас и многу други затоа возиме постојано. Меѓутоа, во густ градски метеж е тешко, значи не е баш безбедно и затоа и во со анкети и така натаму што ги правиме повремено, гледаме дека луѓето не се чувствуваат безбедни и тие ги споменуваат овие причини и бројни други причини зошто не возат. Или ги прашуваме што би требало да се смени во градов за да почнат повеќе да возат точак. Јас ке ти кажам еден пример, студирав и на Короманија и таму имаше на секоја постојка буквално наредени точаци, а секој студент добиваше од универзитетот бесплатна картичка, која што нели одиш ја регистрираш, ти го регистрираат името и презимето, ја подигаш таа картичка и на секоја постојка автоматски си одиш, си ја ставаш картичката, си го земаш точакот, возиш, бркаш некоја работа, си се враќаш, си го оставаш точакот, си ја подигаш картичката и си се враќаш. Значи буквално на секоја постојка и многу блиску до местото на живење. Тоа исто така постои во Германија, тоа се бесплатни точаци кои што ги нуди самата општина, односно држава, за луѓето да можат да излезат од дома до најблиската постојка, да си го земат точакот, да завршат обврска некоја, да си го вратат и да си одат дома, нели? Да, супер пример. Значи, добро, тие се поразвиени држави, Германија особено, така да може да си го допушти тоа, меѓутоа исто и Романија, иако и не се толку развиени, сепак одат нагоре. Значи, кај нас пробавме, комунициравме со голем бренд за рента точак од Германија, германски бренд, значи Nextbike, кој што е присутен во Хрватска и во некои други држави. Првото прашање што значи два клучни предуслови ни поставија и не праша прво дали имаме и колку велосипедски патеки во километри и второто дали општината е спремна да субвенционира. Значи, затоа што ова не е профитабилен бизнис. Слично како и до некаде јавниот превоз. Но здравието е нели најзначајно? А ова е голем плюс за здравието на секој граѓанин. Па да, значи општината ако свати дека инвестицијата во ваков тип на активно движење на граѓаните, пешачење повеќе и возење точак, таа инвестиција ќе се пребие подоцна со здравствените трошоци по здравствениот буџет на државно и на локално ниво. И значи индивидуалниот фамилите што ги плаќаат за здравствени трошоци ќе му се одрази. Не треба ние да го кажеме тоа, зборам за работи кои што се докажани. Значи од бројни истражувања. Така да тие се некои работи, меѓутоа значи треба општината значи да ги види тие работи, да си стави во своји приоритети. Битола е, ќе ви кажеме поток, од што комуницираме со стручни лица, е проектиран град за 10.000 возила, моментално ние имаме 30.000 возила. Значи тие се зголемуваат затоа што како што кажав претходно, секој семејство има по 2-3 најверојатно. Нерегулиран е тој дел, значи не се планира урбаната мобилност, нема сообраќајно оделение во општината, значи со сообраќајни инженери, иако имаме технички факултет и сообраќајен смер овде. Значи Битола би требало да биде пример како треба да биде во општината. Значи, идите сообраќајни инженери да се заангажираат повеќе за тоа кое семејство колку возила поседува.
ќе препорачаме. Да, и бројни други работи има, например, еве гледаме, значи имат бројни возила затоа што например пред зградите се граделе бројни згради без да овозможат паркинзи места, значи или ги овозможуваат бесплатно и луѓето тоа го имаат. Меѓутоа во некои поразвиени држави, например, системот те прашува пред да купиш возило да пријавиш дали имаш ти соодветно место за да го паркираш. Ако дворот во куќата ти бери едно возило, ти не можеш да имаш три. Значи треба да си купиш под кирија ако немаш двор од комшијата или од некој друг или гаража на одредено место, кој што ќе си плаќаш годишен закуп. Така да не може расфрлани да бидат колите низ град. Кај нас е така, затоа што кажав, то стихино се делува. Ние она што бараме да се воспостави систем некаков и да се препознат сите облици на движење низ град и да видиме градот кој од нив ќе го поттикнува. Значи кај нас свесни сме дека над 87% доминира моторизираниот сообраќај. А градот не гледаме нешто посебно да стимулира јавен превоз, преку инвестиции во јавниот превоз, постојките, системот, електронски билети, разни мотивации. Кажавте за студенти што му давале во Романија, значи може да дадат месечни билети за автобуски. Или бесплатно да биде, да делат месечни билети. Значи во тој дел не гледаме инвестиции, ниту стимулации, во дел за пешачење не гледаме, во дел. Како граѓани можеме да помогнеме да се реализира во пократок временски период ова што го зборуваме тука? Која е нашата сила во село? Нашата сила е, за жал, еднаш на 4 години си ја практикуваме силата на локални избори, ги гледаме, ги следиме програмите и гласаме за опции кои што ги нудат. Значи, читаме критички во програмите и гласаме такви опции какви што ние сакаме да видиме. Тоа е едниот аспект. Меѓутоа, што се случува во 4 години измеѓу два изборни циклуси, а тоа е може да предлагаме преку граѓански иницијативи, да речеме, или да протестираме, или да одиме на средби со општински функционери кои што имат отворени денови и разни други форми на учество во локалната власт. Седниците се впрочем отворени, сега ги има и на YouTube, така да може да се гледат на комисии, може да се оди како гости, така да може да се практикуваат, меѓутоа многу често оне што сме сведоци народот е индиферентен, многу полесно му е да критикува или да пишува на Facebook отколку да ги засука ракавите и да направи нешто за сопствениот град, за себе, за своите сограѓани. Нели сите знаат се од дома, но кога ќе треба некој да излезе да се побуни за одредена работа или да си го крени гласот за да промени нешто, тогаш станува незаинтересиран тој што претходно коментирал реферати на Facebook, да речеме. Па најлесно е изгледа така да го провериш човек, дај му да покажи тоа што зборува и ќе ја направиш разликата. Мислам дека ваквиот тип на проекти би не доближале исто така поблиску до Европа. Значи ние како држава која што веќе долги години се мачи да влезе во Европска унија, мора да си ги среди прво овие прашања со цел да се доближи до нив. Значи ние не сме ни блиску до нив. Ние сме далеку, нас ни треба многу работа за да се доближиме до нив. Прво ќе почнеме од улиците, тоа е значи изгледот. Надворешниот некој нели кога ќе дојде да види, прво најпрво им треба тие работи да се средат од моја гледна точка. Не знам ти. Да, се сложам, да, и на државно ниво, на прва работа што се прави, кој се правила државата, она што треба да се осмисли е движењето од еден крај на друг. Да речеме железницата. Значи да се разграни, да се прошири, да се надгради. Колку години самостојна држава сме, сведоци сме дека ништо не е мрднато, дури е уназадена железницата. Сите градови некако сме поврзани со Скопје, меѓутоа меѓусебно никој не сме поврзани. Така гледаме, значи зошто многу работи се неефективни, неефикасни, значи споро одат работите, продуктивноста е ниска и така натаму. Затоа сите велат инвестирајте, луѓето да движат брзо и лесно и едноставно. Бројни алтернативи да има. Тоа е и нашата поента на локално ниво, алтернативи луѓето да има. И јас многу, значи, кола не возам, меѓутоа сите други облици ги користам на превоза градски и функционира онака како што ќе си го осмисли живот. Значи движам со такси секаде каде што треба, со градски превоз, се движам пешки, се движам со точак. Значи зависно од потребите избирам таков начин на превоз. А не мора за се да се пикаме во возило. Така тоа е кај нас оне што се стимулира. Меѓутоа апсурдот е тој што значи има еден, да не збораме се негативно, има еден позитивен развој на работиве,
Меѓутоа има и абсурд еден, значи позитивниот развој на работите е што еве во неколку години, колку што постои иницијативата, полека стигнавме некоја созреавне, да речеме, на ниво на општина и во локалниот општински совет, меѓу советниците, наративот е друг. Ако почнавме со неможност никој да не сака да не прими кога ќе чукниме на канцеларија на ниеден функционер, вклучително и градоначалникот, и да не бркат наклоци, што се вика народски од општина, во овие години созреавме до ниво во општина да може да крениме телефон, да се слушниме со високи општински функционери, имаме пристап до градоначалник, до секретар, до општински советници, до комисии имаме пристап, значи имаме до материјали ни праќаат, комуницира. На минатите избори, значи видовме, сведоци сме дека буквално сите политички партии и кандидати за градоначалници во своите програми имаја значи предизборни ветувања за подобрување на велоинфраструктурата и урбаната мобилност во градот. Сега тоа беше еден добар исчекор. Сега, како што кажав, измеѓу 4 години нашата задача е да бидиме, да му дишиме во врат, да се осигуруваме дека ќе бидат доследни за она што го ветиле и дека сите советнички групи ќе се однесуваат одговорно и нема да ги одолговлекуваат вакви проекти, туку ќе направат се што е во нивна моќ да ги забрзат процесите, затоа што сите самите тоа го имале ветувано и утре другите на следни избори сите ќе можат со истиот проект да се пофалат дека придонеле на одреден начин. Така да нашата цел е тоа, значи да ги обединиме групите, значи НЗС да најдеме на градот што е ДНК-та наша, а тоа е да делуваме обединувачки, а не прекувања и така натаму сите работи кои што долго влекуваат за различни проекти во градот. Виктор, за крај што би им препорачал на младите кои ги очекуваат сите овие предизвици со кои во иднина треба да се соочуваат кога се во прашање велосипедите, реализацијата на велосипедските патеки, значи што ти би не советувал нас како млада публика? Да се активират, значи да не се плашат од влегување и учество во различни тела, сите форми на облици на делување. Нема ексклузивни тука, од граѓански иницијативи, до комисии, до совет, до политички партии, до невладини организации. Буквално секоја форма на учество во која што може да придонесат и да делуват, се додека никој не ги ограничува, нормално. Можат да треба да го искажат својот потенцијал, мислење, да пробат да делуват, да направат притисок, да поднесат барања, молби, жалби, нека пуштат имејлови до општината, нека пуштат до советниците, до советничките групи. Така да тоа е начинот, збораме за повеќе, за на ниво на град, за индивидуално, нормално, да пробаме да делуваме, да живееме малце поодговорно кон средината околу нас, да ги почитуваме другите луѓе и во собрајкајот и во остатокот, значи надвор другите текови во живот, така да повеќе точак, повеќе пешачење, повеќе активно движење во градот, помалце возење коли на кратки растојанија. Градот е преубав да се движи пешки, бројни убавени има, може да биде уште поубав ако се испозатворат доста делови во строг центар за возила и да биде повеќе пешачки зони да имаме. Така да, некои идеи нафрлив, кои што и ние ги туркаме, ги лобираме, така да може секој да придонеси. Јас ти благодарам за твоето гостување во подкастот Младите се иднината. Се надевам дека младите ја сватија пораката од нашиот разговор. А вас ви благодарам на вниманието. Се гледаме во следна епизода со нови гости и теми за младите и битола возете на точак.